Поздрав од Стокхолм, еколошка престолнина на Европа. Денеска во Еврозум од Стокхолм ќе гледате. Од езерото Меларен ние исто така пиеме вода и можеме да се бањаме исто така летно време и во море и во езеро. Само се бањате, од таму пиете се. Од таму пиеме се, точно. Парното грејење и погонот на јавниот превоз се напојуваат со енергија која доаѓа од самите граѓани. 50% of all the energy that the people are using here should come from themselves. Partly through the sewage, water, from toilet and showers, also part from the waste. Чадот од колите во европската екопрестолнина станува минато. All cars in 2030 should be fossil free. Стокхолм е првиот град кој е прогласен за еколошка престолнина на Европа. Дека тоа е така се гледа на секој чекор овде во Стокхолм. Например, овој столб овде донација од кралот Густав 16 го мери квалитетот на воздухот во Стокхолм. Лесно ќе се види дека квалитетот на воздухот во моментов е повеќе од одличен, но вакви детали има насекаде во Стокхолм. За нив повеќе од наредниот прилог. Наташа Јовановска живее во Стокхолм, македонка која својот идентитет го надградила со вредностите по кои се препознава шведскиот современ идентитет, еколошката култура, стекната уште во текот на нејзиното основно образование. Во тој образовен процес започнува приказната за шведскиот еколошки идентитет. Затоа денеска не треба посебни закони или полиција и инспекции за Стокхолм да биде чист каков што е. Што се случува сега ако земе на фрлам нешто куќа цигари тука? Па видете, бидејќи нема полицајци околу, нема никој да ве фати, меѓутоа мислам дека сите што се околу нас ќе ве гледат многу попреку, а можеби некој граѓанин ќе ве опомени да си соберете. Посебна гордост на жителите на Стокхолм е водата. Ретко во кафетериите има купечка вода, а и ако ја има, ја нарачуваат странци кои не знаат за стокхолмскиот водовод и квалитетот на таа вода за пиење. Стокхолм е обиколен со вода, и со морска вода и со езерска вода. Од езерото Меларен ние исто така пиеме вода и можеме да се бањаме исто така летно време и во море и во езеро. Само се бањате, од таму пиете се. Од таму пиеме се, точно. Но не е само водата, туку воопшто целиот пристап и филозофијата со која се третираат еколошките прашања. Например, кога започнале да ја прочистуваат водата, швеѓани си рекле, а зошто да се фрли калта која останува од филтрацијата? Па така од калта решиле да си го прават и плинот со кој се снабдува денеска градското грејење и јавниот превоз. When this plant cleans this water, we're ending up with a byproduct, the side product is in a digester where we digest organic material. We get a biogas. It is the product that goes up from the top of the digester. This biogas only contains 60% only, but still 60% methane, which in this case cannot be used for buses or for households. So what we are doing is, and what we're standing in, is one upgrading plant delivered by Malmberg Technologies, and we upgraded to 97% and more. На тоа го додале и ѓубрето, кое наместо да мириса на некои депонии, се гори за да произведе енергија. 80% of all the apartments are connected to the district heating system, and the district heating is produced to 83% by non-fossil fuels. Изворите на оваа алтернативна енергија овозможуваат се повеќе коли да ја користат за мали пари. Државата пак дополнително ги стимулира овие возила. Last year, 40% of all new cars were an environmentally friendly car, and we have seen a modernized car fleet in the city of Stockholm very rapidly, and 15% of all the traffic in and out from the city is done by cars from alternative fuel. There is a tax reduction if you buy an alternative car. All cars in 2030 should be fossil free. Како што ви реков на почетокот, за да се мисли вака еколошки не паѓа од небо. Приказната започнува во раното детство. Па тоа е уште, мислам, децата во градинка се учат дека не треба да се фрла ѓубре на улица, дека не треба пластики или стакло да се фрла било каде. Тоа значи уште многу мали децата ги учиме. This is the education for young kids in the schools of Stockholm. So they just call us and we make up a time, and here they will learn what and not to throw into the toilet. As far as we have now, we don't have got all the waste, but they get, for instance, like these kind of toy
And also we have lots of poo. So then we will also have some soup and some paper, different kinds, maybe a diaper. So then they will stand here and they will get score. Firstly, they have to choose the right one. So if they take this one and throw it, well, I missed. But if they throw it in the toilet, that is minus. But if they have the poo and throw it into the toilet, I'm bad at this. Well, you see, it's not that easy. Yes, 1 score. So they know firstly what and not to throw into the toilet, then score the poo or the waste. Потоа ова обука си продолжува и на вашето работно место. Бевме кај нашата домакинка Наташа, на незиното работно место во една голема осигурателна компанија. На работа си имаат, меѓу другото, и советник за екологија. Секој вработен имаме своја корпа за хартија. И тие корпи ги празниме после на едно одредено место каде што тие може после назад да се вратат на природата. Тоа е еден многу прост пример. Нашето грејење во канцеларија какво е, нашето осветлување, кои видови насјалици се користат. А што е најбитно и најголем фокус што имаме сега е нашето патување, бидејќи многу умина од нас имаат контакти со колеги во други земји, во Скандинавија или во Балтичките земји. И со тоа гледаме да намалиме напатувањата со тоа што имаме видеоконференции или телефонски конференции. И така, викиншкото бурно минато за швеѓани денес е само историја, но не идентитет. Идентитетот на современите швеѓани е екологијата, како висока цивилизацијска вредност. Моделот за тоа како еколошки ќе изгледа Европа во иднина може да се најде овде во Стокхолм, во квартот Хамарби. Еве како изгледа овој еколошки експеримент.